Музеј на македонската борба за самостојност. Музејот на македонската борба за самостојност се наоѓа во Скопје, Македонија, на левиот брег од реката Вардар. За главен архитект при изградбата на објектот бил избран Зоран Јордановски. Музејот бил изграден во периодот од 2008 до 2011 година и официјално отворен на 8 септември 2011 по повод 20 години од прогласувањето на независноста на Република Македонија. Самата негова зграда е прогласена за културно наследство на Македонија. Сместен е во објектот 6435 квадратни метри нето површина. Музејските изложбени простори опфаќаат 2500 квадратни метри. Музејот бил официјално отворен од страна на председателот на Македонија Ѓорги Иванов, кој во музејот го предал оригиналот од Декларацијата за независноста на Македонија, која е изложена во холот при самиот влез. Витражот кој го краси централниот дел на холот на Музејот на македонската борба е направен од преку 14248 катедрални и опалесценети парчиња стакло. Во форма на кругот тој е насловен како Македонско оро. Музејот работи со работно време од 10 до 18 часот од вторник до недела. Бесплатен е влезот во среда за средношколците, бесплатен четврток за студентите, бесплатен влез за социјално загрозените граѓани, децата без родители и хендикепираните лица. Порта Македонија. Порта Македонија е споменик во облик на славолак триумфална арка кој се наоѓа на плоштадот Бела во Скопје, дело на вајарката Валентина Стефановска. Прогласена е за културно наследство на Македонија со цел да се заштити. Портата е пуштена во употреба 2011 година по повод 20 години од независноста на Македонија. Висока е 21 метар. Однадвор има релјефи на површина од 193 метри квадратни, што представуваат разни настани и обележја од историјата на Македонија и низината култура, а во внатрешноста има галериски простор на 2 нивоа и продавница за сувенири. Споменикот има 32 релјефа, врз прилепски мермер сивец, во длабока резба на кои се прикажани сцени од праисторијата преку наколната населба во заливот на Коските, антиката со Александар Македонски, средниот век со сесловенските просветители светите Кирил и Методи и светите Климент и Наум Охридски, цар Самуил и подоцнежните периоди со крале Марко и Карпош, а 20-тиот век е представен со Илинден, Асном, екзодусот од Егејска Македонија, па се до прогласувањето на независноста на Македонија во 1991. Покрај историските сцени, страничните ѕидови се украсени со артефакти од народната материјална култура, како и 4 бронзени статуи на аглите врз первазот. Вечно ќе ја